3 деца се хоспитализирани, а поголема група на деца од основното училиште Димо Хаџидимов во Скопско Влајсе со симптоми на труење. Надлежните информираат дека и попладнево во болниците се пријавуваат деца со симптоми. Меѓу хоспитализираните и синот на премиерот Мицковски, потврди од владата за телевизија 24. Меѓу хоспитализираните и синот на премиерот е во стабилна состојба. Инспекцијски служби на Институтот за јавно здравје, Агенцијата за храна и санитарниот инспекторат денеска вршат вонредни надзори во училиштето. Децата кои пријавиле симптоми се ученици од 1 до 5 оделение, но за сега нема точен број на засегнати ученици. Пројавена е симптоматична бројка на стомачни тегоби кај првачињата во попладневните вчера часови. Се зимаат мостри од кујната за да се види дали е состојба на труење на храна или нешто друго. Ја следиме состојбата затоа што многу денеска и превентивно не ги пуштија децата во училиште. Од детската клиника потврдуваат дека кај нив 3 деца синоќе се хоспитализирани, а уште едно дете од истото училиште е денеска примено. Директорот на клиниката за телевизија 24 рече дека сите биле со повраќање и стомачна болка. Најмалото е 6,5 години, а највозрастното дете е 11 години. Санитарниот инспекторат превентивно ја затвори кујната во училиштето. Земени се мостри од работните површини, а наредени се и вонредни прегледи кај вработените. Државниот санитарен и здравствен инспекторат, согласно своите надлежности, врши затворање на кујната како потенцијален извор на зараза и дава решение на забрана, во кое што решение се наложуваат и мерки кои што треба да ги превземе операторот, односно вонредно чистење, вонредна дезинфекција, дезинсекција и дератизација од овластена институција и спроведување на вонредни здравствено-хигиенски мерки за вработените. Освен храната се испитува и водата. Институтот за јавно здравје е во исчекување на теренските екипи за да се види на што точно укажуваат направените епидемиолошки анкети. Земени се брисеви од работни површини, земени се мостри, узорци од храната која што ја користеле децата, значи се што користеле без разлика од каде потекнува и на наше инсистирање, нели, како институт и покрај тоа што не беше предвидено, ние сепак земавме и од водата. Знаете, тоа се анализи кои што треба да потраат, не е така брзо, не можеме, мислам, да го дадеме веднаш одговорот. Од Институтот за јавно здравје велат дека досега добиле 9 пријави за стомачни тегоби кај деца, а освен кај ученици досега не биле пријавени симптоми од вработени во училиштето. Резултатите од анализите треба да утврдат за што точно станува збор.